Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Полковникот со тетовско потекло Зоран Јовановски го промовираше својот најнов научен труд со наслов Дипломатија и меѓународно право. Жител на Тетовско Долно Палчиште во полиција пријавил дека бил физички нападнат и ограбен од лица на кои требало да им го продаде возилото. Управниот одбор на фудбалскиот клуб Тетекс ги сумираше успесите во изминатата сезона и ја истакнаа потребата од понатамошна финансиска помош. Полковникот со тетовско потекло, а воедно и професор на Војната академија Зоран Јовановски го промовираше својот најнов научен труд со наслов Дипломатија и меѓународно право. На книгата авторот работел околу 2,5 години, а истата ќе биде наменета за студентите по право и безбедност. Дипломатија и меѓународно право е насловот на книгата, напишана од полковникот и професор на Војната академија Зоран Јовановски, чија промоција се одржа вчера во домот на Арама во Скопје. Јовановски пред нашата камера истакна дека книгата обработува мощна важна тематика, а неговата цел е преку книгата да поттикне иницијативи за развој на дипломатските односи и меѓународното право. Дипломатијата и меѓународното право е тематика која е доста важна и влијателна, со оглед дека дипломатијата е вештина која потекнува дури кога потекнува од човештвото, важна е за решавање на голем број на проблеми како на национално ниво, така и во сите држави, така да со моето истражување и со начинот кој ја оформив оваа книга ќе се надевам ќе допринесам во развојот на решавање на многу проблеми и ќе поттикнам иницијативи за развој на дипломатијата и меѓународното право. Јовановски на книгата работел околу 2,5 години, а истата е наменета за студентите по право и безбедност. Книгата е содржински добро концепирана и се надевам ќе добие добар публицитет во јавноста. Работев 2 до 2,5 години на прибирање на материјали и обработка на истите и концепирав едно дело кое сметам дека во поново време ќе помогне за изучување како за дипломатијата и меѓународното право, така и за идните студенти кои ќе студираат од оваа област да им помогне во науката и во начинот на работење во оваа проблематика во идно време. Начално, во содржината која што ја има оваа книга ќе биде за студентите од право и безбедност кои изучуваат правно-безбедносни тематики. Генерално ги опфаќа тука целините со оглед дека е кратка историја на дипломатијата, опфатена е со содржината дипломатија, војната дипломатијата, меѓународното право. Тука доаѓа и делот каде што е обработката на флексибилноста за помагање во решавање на проблемите кои се во рамките на дипломатијата и на крај Република Северна Македонија во современиот свет и во дипломатијата, нејзино место и како е концепирана денеска во рамките на самата дипломатија. Професор доктор Зоран Јовановски е роден во Тетово. Работел на повеќе позиции во војната служба за безбедност и разузнавање. Раководител е на катедрата за општествени науки при Војната академија. Има објавено и публикувано повеќе трудови во земјава и во меѓународни списанија. Вчера вечер во Тетово беа промовирани книгите Радио и неправилен ритам на новинарот Љупчо Јолевски. Книгите содржински преку бројните текстови и интервјуа збогатени со мноштво фотографии ја осликуваат работата на новинарот низ неговата долгогодишна новинарска кариера во областа на културата и музиката. Книгите Радио и неправилен ритам на новинарот Љупчо Јолевски вчера вечер ја имаа својата промоција пред тетовската јавност. Радио е напишана на повеќе од 700 страници, збогатена со мноштво фотографии, додека книгата, како што појаснува Јолевски, е сублимат на неговата новинарска работа во изминативе неколку години, со избор на текстови пишувани и објавени на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Книгата Неправилен ритам пак содржи бројни интервјуа со македонски музички изведувачи. Едната е Радио, објавена пред 5
години некаде отприлике, и книга која се бави со не со радиото како медиум, туку со нешто друго. Со сето она што како културна рубрика или јас како новинар во културната рубрика на Радио Слободна Европа успеав да го вообличам во радиоприлог, во интервју, во рецензија, во осврт, нешто што беше емитувано на програмата, нешто што беше практично трка со времето, да се стигне на време, сето тоа да излезе во час, час и половина, прво како текст, па потоа како радиоприлог и на крај на сајт. И една книга која пак појде многу надолу, книга која се бави со современата македонска музичка сцена, се вика Неправилен ритам или приказни од современата македонска музичка сцена. Книга во која се на 800 страници се поместени бројни интервјуа, со по мене најзначајните ликови на она што представува наша музика, македонска музика, да не ги спомнувам, еве, само неколку примери, како Анастасија Архангел, Владко Стефановски, Лепи Сол, Симон Трпчевски, од друга страна Дарија Андовска и така натака и така натака. Меѓутоа, книга во која има и еден посебен оддел, во која се поместени фоторепортери, луѓе што во последниве години објавија неколку интересни книги, но кои ја имале како предмет на својот интерес или современата музичка сцена кај нас или надвор од нашава земја и направиле фотографии кои се еден вид сведоштво на она што се случувало на истата таа сцена. Авторот на книгите Јолевски се надева дека истите ќе останат во трајно наследство за идните генерации. Многу труд вложен и нешто што чинам дека ако ништо друго барем ќе го пополни оној дел или оној наш мозаик за нашето културно живење овде, културно битисање во нашава држава и ќе биде сведоштво за некои генерации кои допрва ќе доаѓаат дека не сме тиква без корен конечно. Промотори на книгите беа новинарот и писател Дејан Трајковски и фотографот Драги Неделчевски. Промоцијата беше проследена и со музика во изведба на членовите на дуо скупи Јета Старова Мехмети на флејта и Ермал Мехмети на виолина, како и на джез триото Дробицки, Омерагич и Глигор Кондовски. Во рамките на еколошката акција Генералка Викенд 2023, што од 12 до 14 мај по трет пат се спроведе во 51 општина и повеќе од 300 училишта и градинки низ државата, се собрани рекордни 252 тони отпад. Кој што се одржа од 12 до 14 мај по трет пат, овој пат во многу повеќе општини отколку претходно, 51 општина, и во 51 општина во Националниот парк Шар планина и во повеќе од 300 училишта и градинки низ целата држава. И при тоа се собрани 252 тони отпад. Активностите се одвиваа на 304 локации со учество на 15.811 волонтери, што покажува дека бројот на учесници постојано рапидно расте во однос на претходните 2 години. И според овие резултати, секој волонтер во просек собрал по 16 килограми отпад, што е значително и покажува дека акцијата е секако успешна. Она што е многу битно и веќе го спомена на еден од нашите партнери, е дека Генералка Викенд станува препознатливо движење и заштитен знак за негување и градење на добри навики за постапување со отпад. И сега ако ги погледнеме количините, односно резултатите од количините на селектиран отпад, ќе видиме дека вкупната количина собран отпад имаме 6330 килограми пластика, 6662 килограми хартија, 1915 килограми стакло, 18192 килограми се од нив се електронски отпад, 23.670 килограми е кабаст отпад, 140.408 килограми градежен отпад и 55.504 килограми неселектиран мешан отпад. Врз основа на оваа собрана количина на отпад ќе се засадат нешто повеќе од 25.000 дрвни насади кои што ги обезбедува Министерството за шумарство, земјоделие, шумарство и водостопанство. Ние ќе продолжиме со поддршка на оваа активност секако со онолку дрвса колку што ќе биде потребно, нели, на секој 10 килограми
отпад. И еве апел до сите други институции, партнери, сите од бизнис секторот, сите оние кои што сака да се вклучат, можат оваа година навистина се вклучат затоа што сме подготвени. Веќе имаме произведено 830.000 садници за оваа година. Жител на Тетовско Долно Палчиште во полиција пријавил дека бил физички нападнат и ограбен од лица на кои требало да им го продаде возилото. Лишени од слобода 2 лица поради поседување марихуана и 2 државјани на Албанија под сомнение за непријавен престој. Ноќеска 10 минути по полноќ 36-годишникот Тетовско Долно Палчиште во СВР Тетово пријавил дека на неготинскиот надвозник бил физички нападнат од 2 лица со кои претходно телефонски се договорил за продолжба на неговото возило Opel Astra. Според пријавеното, едниот од напаѓачите користел тврд предмет, пошто тие му одзеле чантата во која имал пари, документи и други предмети и се оддалечиле од местото. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера вечер на крстосницата на улиците Иво Лоларибар и Страшо Пинџур во Тетово лишиле од слобода 2 лица од Тетово на возраст од 38 и 41 година, затоа што кај нив била пронајдена и одземена марихуана. Тие се задржани во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот им бидат изготвени соодветни поднесоци. Вчера на улица Илинденска во Тетово полициски службеници од СВР Тетово привеле 43 годишна жена и 66 годишник од Република Албанија, а поради сомнение дека непријавено престојувале на подрачјето. Албанските државјани се задржани во полициската станица Тетово за натамошна постапка. За 5 часа во вчерашната акцијска контрола полицијата санкционирала 39 возачи кои ја пречекориле максимално дозволената брзина. Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 7 до 12 часот спровеле уште една од серијата акцијски контроли на возилата, односно возачите со кои се движат надвор од населено место. При контролата откриени и санкционирани биле вкупно 39 пречекорувања на максимално дозволената брзина, 25 во Тетовско и 14 во Гостиварско. Едно од возилата пречекорило за повеќе од 70 км на час, 6 возила за над 50 до 70 км на час. На сите прекршители изготвени им биле соодветни поднесоци и ќе се соочат со предвидените парични глоби, кои се движат од 45 до 400 евра во денарска противредност, а некои од нив и современо одземање на возачките дозволи од 3 месеци до 1 година. Секторот за внатрешни работи Тетово потсетува дека предстои значително поголема сообраќајна фреквенција во регионот, особено кон крајот на овој и идниот месец. И од возачите се бара да не брзаат и да ја прилагодат брзината според условите на патот, посебно на автопатот Гостивар Тетово Скопје, каде и најмногу се пречекорува пропишаната брзина. На пресконференција управниот одбор на фудбалскиот клуб Тетекс ги сумираше успесите кои ги постигна клубот во изминатава сезона. Ја истакна потребата за финансиска помош за продолжување на неговото непречено функционирање. Фудбалскиот клуб Тетекс од Тетово останува во втората македонска фудбалска лига во надпреварувачката сезона 2023-2024, зашто се избори со постигнатите успеси на одиграните надпревари. Од управниот одбор се заблагодарија на сите кои што помогнаа во тоа, но ја истакна и потребата од понатамошна финансиска помош. Со силата на духот на нашите играчи и тренерскиот тим се издигнавме над сите предизвици и со голема посветеност, преданост и талент успеавме да го надминеме речиси секој противник што се најде на нашиот пат. Умешноста и играњето со срце на нашите фудбалери ги водеше до победи и успеси во борбата за опстанок во втората македонска лига. Успехот не беше постигнат само со играчите и тренерите, беше постигнат и со поддршка на нашите навивачи, војводи, кои го преполнуваа стадионот верувајќи во нашиот тим. Вие бевте 12-тиот играч на теренот кој не потикнуваше во секој напревар. Голема благодарност и до сите граѓани и фирми кои финансиски му помогнаа на ФК Тетекс. Обстојување во втората македонска лига представува само почеток на новото поглавје на историјата на ФК Тетекс.
Со секоја нова сезона и секој нов натпревар ќе продолжиме да го градиме нашето име и репутација. Ќе се бориме за нови победи и успеси. За овој предизвик потребна ни е и уште поголема поддршка и помош. Затоа апелираме до сите заинтересирани, поединци, бизнисмени, организации, здруженија да помогнат на ФК Тетекс да се врати каде што заслужува, во првата лига. За да продолжи понатаму, на клубот му се потребни финансиски средства, зашто се во преговори со неколку заинтересирани спонзори. Најпрво, најголема одволска и задача ни е да најдеме главен спонзор, или може би два. Со тоа би го стабилизирале Тетекс и од тоа ќе зависи како понатаму ќе функционира фудбалскиот клуб Тетекс. Се надеваме дека во наредниот период имаме веќе некои потенцијални разговори, дека ќе најдеме соодветни спонзори и се надеваме дека на време ќе ги почнеме подготовките на фудбалскиот клуб Тетекс, а во меѓувреме ќе гледаме да го задржиме комплетниот играчки кадар што го имаме и нормално и дополнително да се засилиме на некои позиции. Со тоа, фудбалскиот клуб Тетекс, заедно со нас, би сакале во наредната сезона да не бидеме во ситуација за борба за опстанок, туку да се бориме на првите позиции. По последниот одигран надпревар сезонава следи пауза од 1 месец пред почетокот на подготвителниот период за новата надпреварувачка сезона во втората македонска фудбалска лига. По поглед на играчкиот кадар, сите фудбалери и стручниот штаб за сега се на заслужен одмор. Кога ќе им завршат одморите, значи ќе се почне со нови договори, како што кажи подпредседателот, ќе се пристапи кон договори со нови засилувања на некои позиции кај што сме потенки. Со една цел, значи за борба првите 5-6 места, зошто и да не влез прва лига. Инаку годинава за Тетекс е јубилејна, односно клубот слави 70 години од формирањето. Со временската прогноза ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.